Албанија. 100 години право на глас на жените во САД. Но дали борбата против дискриминацијата е завршена и еден век подоцна? СЗО со предупредување за недостиг на вода за пиење до 2025 година. За ова и многу повеќе во наредните минути. Останете со нас, почнуваме веднаш. Поздрав до сите што не гледаат, јас сум Милена Ѓоргиевска, ова е Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски од Вашингтон. И по 100 години откако жените во САД добија право да гласаат, афроамериканките се соочуваат со затворени избирачки места. Во продолжение за борбата за ова право низ историјата, но и за тоа каква е ситуацијата денес. Феминистките кон крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век се залагаа за право на глас на жените во долга и тешка борба. Имало многу презири и смевање насочени кон овие жени. Борбата за право на глас на жените започнала во 1848 година на првата конвенција за женски права која се одржала во црква во Сенека Фолс во Њујорк. Делегатите на конвенцијата изготвиле документ со кој повикале на еднаквост со мажите, вклучително и на правото на глас. Тие велеа, сите мажи и жени се создадени еднакви. Тоа го зема од Декларацијата за независност, но направија значајна промена, додавајќи ја фразата и жени. Додека жените се бореа за право на глас повеќе од 70 години, црните жени не беа добре дојдени во движењето од страна на белите. Но во нивните организации, друштва против робството, црковни конференции, здруженија за граѓански права и други, афроамериканските жени во текот на 2 века развија своје женско движење. Како што улогите на жените се менуваа на почетокот на 20-тиот век, нова генерација жени ја продолжи битката, ги зголемија протестите, организираа паради, тивки бдења и штрајкови со глад. Оделе меѓу луѓето пред портите на фабриките за време на паузата за ручек и стоеле на мали столчиња, одржувале говори. Држале говори за правото на глас за жените, за да придобијат мажи поддржувачи. Откако председателот Вудро Вилсон го промени неговиот став и го поддржа амандманот од 1980-та, тој беше ратификуван 2 години подоцна. Сепак, еден век подоцна, многу жени се соочуваат со потиснување на гласањето, особено оние кои се црни. Непропорционално се соочуваат со барања за гласачка легитимација, се соочуваат со затворени гласачки места и непропорционално се отстрануваат од гласачките списоци. Нееднаквостите како овие може да бидат разрешени со еден пасус од амандманот за еднакви права, кој првпат бил предложен од жените кои се залагаат за право на глас во 1923 година, велат поддржувачите. Не смеете да дискриминирате врз основа на пол, и ова се однесува на федералната влада и сите нејзини политики и на 50-те сојузни држави. Иднината на амандманот за еднакви права е неизвестна, но како и жените кои се бореле за правото на глас, поддржувачите на овој амандман велат дека и тие ќе продолжат да се борат. Со дискриминација се соочуваат и студентките во компјутерските науки во кои претежно доминираат мажи. Универзитетите во САД се обидуваат тоа да го променат преку нова иновативна програма. Погледнете. Жаклин Депре вели дека од секогаш ги сакала компјутерските науки. Колку што повеќе земам часови за компјутерски науки, толку повеќе ми се допаѓаат. Депре вели дека особено ужива во проекти применливи во реалниот свет. Можам да го комбинирам тоа со мојот афинитет за бизнис и бизнис аналитика, од аспект на тоа како да се употребат прибраните податоци за да се донесат стратешки бизнис одлуки. Депре на Универзитетот во Мериленд специализирала на компјутерски науки. Вели дека незиниот успех најмногу се должи на соработката на училиштето со Анита Би ОРГ, глобална непрофитна организација што помага во унапредувањето на жените во технологијата. Стефани Родригес е подпредседателка на организацијата. Ние работиме со Универзитетот во Мериленд и 14 други институции, фокусирани на стратегии што лидерите во студиите за компјутерски науки можат да ги практикуваат за градење поинклузивни кампуси.
Главен настан на организацијата е годишната прослава Грейс Хопер, која е најголемото светско собрание на жени во областа на технологијата. Депре била меѓу 26.000 учесници на прославата во Флорида минатата година. Конференцијата ми помогна да ја препознавам таа страст во мене. Видов дека има и други луѓе кои се борат за истата кауза, кои исто така се стремат кон еднаквост. Джен Плейн е директорка на Центарот за компјутерски студии за жени на Универзитетот на Мериленд. Работевме како мала организација во Центарот за жени, обидувајќи се да ја смениме културата за жените што се тука. Денес, училиштето има најголем број на студенти во програмата за компјутерски науки во државата. Зголемен е бројот од 2014 година, кога беа само 300 жени во нашата програма за компјутерски науки. Сега се 738. Плейн ја гледа важноста на разноликоста на пазарот на трудот. За глобалната економија ни требаат повеќе луѓе кои се технолошки образовани, затоа што има многу работни места. Тоа се добри работни места и влијаат врз работите што допрва доаѓаат. Ако жените не се вклучени, нема да ги представува. Депре се согласува. После дипломирањето, планира да се пресели во Њујорк за да работи како софтвер инженер во Dropbox. Вода за пиење од воздух. Нов метод за справување со проблемите со водоснабдувањето во светот. Еве како тоа изгледа. Ова не е обичен ваделник за вода. Водата во него доаѓа од воздухот. Тоа е нешто што Картик Венкатисен би сакал да го поседуваат неговите родители во Индија. Секогаш кога одам во Индија користам вода од шише, зашто се разболувам доколку пијам од чешма. Пристапот до чиста вода за пиење е се посериозен глобален проблем. Неколку компании развија технологија која ја користи влажноста од воздухот и ја трансформира во вода за пиење. Технологијата на WaterGen најпрвин го прочистува воздухот од честички. Потоа го развадува додека водената пареа во него не почне да кондензира. По ова водата минува низ серија филтри и под ултравиолетова лампа за да се уништат микроорганизмите. Овие поголеми машини помагаат во снабдувањето со безбедна вода за пиење во земји како што се Сиера Леоне и Виетнам, но и во Соединетите држави за време на катастрофи, како на пример при урагани. Овој помал уред кој се вика Джени е за користење дома или во канцеларија и може да произведе до 30 литри вода на ден, доколку има доволно влажност во воздухот. Потребна е влажност од околу 30% за системот да функционира. Кога ќе стигне до 50% функционира одлично. Повисоката влажност исто така е добра и за системот Aquaboy на компанијата Atmospheric Water Solutions и тој прави вода за пиење преку прочистување на воздухот и земање на влажноста од него. Компанијата базирана во САД, Zero Mass Water, произведува вода за пиење со користење на сончева светлина и воздух, дури и на места со ниска релативна влажност, користејќи ги овие хидропанели. Технологијата ја користи соларната енергија за да постигне кондензација. Овие производи чинат од $2000 па нагоре, што може да биде премногу за домакинствата во многу делови од светот. Индија и Африка се места кои се чувствителни на цените. Веројатно овие цени не би поминале, но доколку тие станат достапни, дефинитивно имаат огромен потенцијал. Создавањето вода за пиење од воздух е решение кое може да помогне во задоволување на една од најосновните потреби на човекот. Благодарам што не гледавте. Многу повеќе вести од САД и од светот ќе може да најдете на нашата веб страница и на социјалните медиуми. Пријатен викенд!